месеци. Во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката во Кочани. Родителите прикачија транспарент со фотографии на жртвите со порака дека бараат правда. Судењето заврши пред малку, а го следеше Елена Ивановска. Елена, што се случуваше денеска во судница? Всушност многу долго траат овие судења и ова е второ судење неделава. Ова е второ рочиште како во судницата може да се слушаат ставовите на одбраната, односно во ведните говори. Тие и денеска обвинетите и адвокатите најавуваа што ќе докажуваат, како ќе докажуваат дека не се одговорни и не се поврзани со пожарот во Пулс, во кој што животот го загубија 63 млади луѓе, на 200 беа повредени, дека не треба да бидат, дека ќе докажува дека не треба да бидат поврзувани со последиците од оваа трагедија, но и дека немале надлежност. На крајот од рочиштето дел од роднините искоментираа дека можеле да слушаат само како единствено што можеле да слушаат е префрлање на одговорноста од централна на локална власт или од едни кон други, но и тоа дека никој не е виновен и одговорен за трагедијата во Кочани. Токму во таа насока утринава тие и ги пречека обвинетите кои што влегуваат и дел од нив се спроведувани со полиција од страничниот влез во судницата во Идризово со транспарент на кој што се гледаат сликите од сите 63 млади луѓе кои што го загубија животот во трагедијата во Кочани, во пожарот во Пулс, и на кој испишано дека 63 сенки ќе ве следат, секој од нив бара правда, а потоа и дел од роднините, од родителите во изјава за медиумите го искажаа својот револт и незадоволство тоа што ниту еден на минатото рочиште не признал вина за пожарот во Пулс. Околу воведните говори на обвинетите, градоначалниците, поранешните градоначалници на Кочани кои што се обвинети, тврдат и во воведните говори објаснува дека немале ингеренции за дискотеката Пулс. Конкретно Радко Димитровски рече дека обвинението е конструирано, а тој бил единствениот кој уште во 2012 година до централната власт укажал, до Министерството за економија, дека Пулс не треба да добие лиценца. Љупчо Папазов, кој си поднесе оставка неколку дена по пожарот во Пулс, најави дека во судница ќе бидат изведени докази и аргументи кои што некому нема да му се допаднат, но ќе бидат чекор кон вистината. Општинските градежни инспектори пак исто така најавија дека ќе докажуваат дека тие немаат ингеренции во Пулс од аспект на тоа што не е угостителски објекти, причина за пожарот не е градбата, но исто така обезбедувањето пак меѓу другото посочија и адвокатите тие дека спасувале животи за време на кобната ноќ, но една од работите кои што ќе се насочат нова судење дека тие дошле во дискотеката неколку часа откако пиротехниката била внесена од бендот. Но повеќе за аргументите на денешното судење и реакциите на роднините од прилогот на колешката Марија Митевска. Револт за непризнавањето вина и за префрлање на одговорноста на обвинетите за трагедијата во кочанската дискотека Пулс изразија родителите на жртвите и прикачија транспарент со нивни фотографии и со порака дека секој поглед бара правда пред да започне рочиштето во судницата во Идризово. Уште еднаш изразија надеж дека ќе добијат правда за загубените животи на нивните деца. А многу контрадикторно беше што на минатото рочиште никој од обвинетите не се изјасни за виновен. Зарем треба ние родителите да ги подсетиме зошто тие се наоѓаат во судницата? Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Еве денес го донесовме транспарентот со нашите 63 убиени деца, бидејќи да ги подсетиме убииците на нашите деца што направија, бидејќи на претходното рочиште тие се изјаснија дека не се виновни. Тие се однесуваат како тие да се оштетени, како да не знаат зошто се обвинети, како прв пат да слушаат дека дискотеката Пулс постоела.
а и постојала и работела цели 13 години. Иако правото на одбрана е неприкосновено во секоја правна држава, еднакво е важно јавниот дискурс да биде чувствителен кон жртвите. Ние семејствата кон заедницата која минува низ долготрајна траума, гласот на родителите, семејствата и сите засегнати мора да биде во центарот на вниманието. Одбраната на поранишните тројца кочански градоначалници, Радко Димитровски, Љупчо Папазов и Никола Илиев, се застава на тоа дека кога државен орган одобрил Пулс да работи, тие немале надлежност да контролираат и проверуваат. Димитровски во чиј мандат е отворена дискотеката во 2012 година, порача дека бил единствен кој реагирал и поднел барање за неиздавање лиценца, уште пред објектот да започне со работа, но не добил одговор од институциите. Во тоа барање е напишано се за што сум бил должен да го знам. Каква намена е тој опфат од ДУП и дека нема услови за паркинг места. И на крај, изричито барање да не се издава одобрение или лиценца за дискотека или ноќен клуб, бидејќи не е во надлежност на општината, затоа се кажува дали е дискотека или ноќен клуб или што ќе биде, како ќе биде таму. Повторно молка. Повторно не добиен одговор. Причина немање ингеренции за мешање во државна власт. Одбраната на обвинетите општински градежни инспектори Огнен Ѓоргиев, Љупчо Стаменков и Николчо Гоцев тврди дека нивното непостапување не придонело да се случи трагедијата, бидејќи објектот немал конструктивни недостатоци. Инспекторот Гоцев во своја одбрана кажа дека никогаш не добил налог, пријава или допрен глас за да извршат контрола. Објектот и до ден денес стои. Не се урна, ниту попушти. Од овде се гледа дека оваа трагедија не била воопшто градежна. Градежниот инспектор не контролира интериерно, односно внатрешно уредување. Не контролира дејност. Не контролира пиротехника, ниту безбедносни мерки од пожар. Тоа е надлежност на други институции. Адвокатите на управителот на Агенцијата за обезбедување Рубикон, Јане Јанчевски, посочија дека нивниот клиент ниту бил ниту учествувал во овој трагичен настан, доека пак Звонко Давидовиќ, бранителот на обезбедувачот Ивица Грозданов, смета дека не им се суди на главните виновници. За пожарот во Пулс обвинети се 35 луѓе и 3 фирми. Тие се товарат за тешки дела против општата сигурност поради пропусти што довеле до трагедијата. Во пожарот загинаа 63 луѓе, а на 200 беа повредени. Марија, денеска со воведни говори заврши рочиштето следното, продолжува следната недела. Наред е одбраната на поранешниот директор на ДЗС Шабан Салиу. Со тоа, со воведни говори се стаса некаде до средина од листата на обвинети, што значи дека најмалку уште едно, па може би 2 рочишта ќе траат воведните говори на одбраната.